Здраво, пријатели, и добре дојдовте во денешната епизода. Повторно разубавена, но во формат двајца. И денешен гостин во нашава епизода ни е Тамара. Тамара е девојка со која што не дека не се знаеме подолго време, се знаеме подолго време и баш поради тоа ја поканив затоа што пред се е инспирација за healthy active lifestyle, за здрав и активен животен стил. Изгледа феноменално, влюбеник е во здрав и активен начин на живот и практично е пример доколку некој од вас сака да можеби биде инспириран од женска особа која што си ја постигнала својата фитнес цел. Не знам дали си ја постигнала, Тамарче, али како и да е. Прво, пред да почнеме да зборуваме за тоа што ти го правиш, како пред се си инволвираше во активен животен стил? Дали тоа ти било од мали нози или па можеби било последица на некој настан или не знам што те донесе во овој свет? Така. Пред се фала ти, Јуса, на поканата. Нема Супер зашто. ми е тука и друштвото твое, нели, кој што веќе рече се познаваме некое време. Па и фала ти на убавите зборови пред си на промоцијата. Со спорт и со здрав активен начин на живот се занимавам од најрана возраст, значи не знам. Дури може да кажам дека не се ни сеќавам, нема скоро мислам дека спорт во кој што се немам пробано. Некој од родителите ти е инспирација за тоа или едноставно тоа било твоја, ти не си знаела поинаку да живееш? Да, буквално, значи постојано сум во движење. Секоја спортска активност ми е предизвик, се сакам да пробам во животот, така да мислам баш онака практикувам здрав и активен начин на живот, тоа го мислам луѓето кои што ме познаваат лично веќе го знаат и од социјалните мрежи, така да тоа мислам дека веќе се гледа. Супер, знам дека од неодамна, значи се работи за година дена отприлика, така со студиото? Да. Па, од неодамна точно година. Точно годинка? Да. Денес да не е роден ден. Вторникот. Вторникот, да, па не почасти. Добро. Има после. После. Значи се од година дена Тамара има студио за кангу jumps, така е правилно, значи за кангу скокови, глупаво е да го преведеме на македонски, али како и да е, се работи за дисциплина која што е повторно специфична и затоа и те поканив, затоа што не ми е дисциплина која што е стандардно видена и подразбира здрав и активен начин на живот, и кангу се оние чевли кои што имаат улога да ја зголемат силата да може човек да скокне повеќе, али не е поентата да дојде да се изнаигра, да се изнаскока. И она што мене ме интересира и што ја интересира сигурно оваа заедница е дали, мислам, што реално се придобивките на кангу џампи, од каде потекнува како историја и што луѓето кои што ги користат придобиваат во делот, не знам, можеби се зајакнува одреден дел на тело, некоја мускулна група во телото, што е филозофијата и целта на кангуто? И па вака пред година и пол, две скоро, ми дојде идејата за кангу джамс да пробам, нели како што веќе ти кажав, све сакам да пробам од физичка активност. Имаш опција, нели, да почнам јас да вежбам, потоа сакав да го воведам и во Скопје, затоа што сметам дека можеби добро би дошла некоја таква промена, нешто ново. Добро е прифатано сега за сега. Целта на кангу обувките, но мислам е баш ново, специфично и интересно, оригинално. специфично и луѓето сакаат да пробаат. Сега покрај тоа што нели е забавно од самите кондори што прават поголем одскок, кои се придобивките, тоа што прават амортизација на зглобовите на мускулите, после тренинг не може да имате никакво воспаление, се активира целото тело, ги штити зглобовите од било каква повреда, да, поради амортизација на 80% од самиот удар при секој скок. Вежбате на музика, на кореографии креирате или нема? Па во принцип тоа се вежби, ама ние никош и заради забава знаеме онака да си направиме некоја кореографија на тренинг, така да во принцип тоа е доста е забавно, има многу различни на 30 бенефити. Од каде доаѓаат покретите и мислам и вежбите од некоја друга дисциплина која е аеробика или нема? Главно најбрзо, мислам најмногу најслично е со аеробик би го споредила.
Да, со тоа што троши многу повеќе калории од било која друга активност со истото темпо, а многу полесно се издржува поради тоа што кондурите ни помагаат при самата активност за тоа одскокнување. Да, тоа има логика. Не сум го размислил, стварно голема придобивка затоа што Значи кога те чекам на тренинг да пробаш, да кажеш одлично искуство. со колено реално, еве, изминати пола година баш ради тоа, ради посериозни физички активности кои што можеби недоволно внимавање и ми се оштетило колено, али супер. Локацијски е Лептокарија студиото. Да, тоа е првата зграда на Ќошот, баш од кај болницата, така што се супер. банките. У секој случај, мислам, тоа што можат да го добијат луѓето во Кангу е прво добра атмосфера и енергија и емоција, второ да потрошат некоја калорија, да не оштетат зглобови и колена. И дали, мислам, поделените се некако групите на напредни, на основни, на почетнички, или може секој да се приклучи било кога сака и во која група сака? Па секој може да се приклучи, имаме различни термини, си бираат кои термини им одговара, со тоа што може првиот тренинг никогаш ми изгледа некако вау, како ќе стигнам до ова, ама реално 2 до 3 тренинзи веќе секој може да се уклопи во групата. Браво. Така да до сега не сме имале проблем околу физичка спремност, доаѓаат и луѓе кои што се повеќе физички спремни, помалку никогаш имаме луѓе кои што немаат никаква физичка активност до тогаш, а лесно и брзо се уклопуваат. Па да, и особено ова за луѓе, па себе што размислував, ако се работи за луѓе кои што имаат вишок на килажа, и како кангуво би била добра опција ради тоа што кај нив особено изразено оптеретувањето на колена и на зглобови, пошто сепак се работи за тежина, а да не зборуваме ако тоа е над 15-20 кила, веќе е сериозен притисок на колената доколку се обавува било каква физичка активност, така да на вистина е одлична опција за сите тие кои што сакате да и на еден поразличен начин самото тоа дека е со некаква алатка додадена на ногата го прави поинтересно. Така да може, мислам, ќе имате линкови, ќе видите насоки како може да ја најдете и Тамара и Kangoo Jump Up студиото и да пробате, само да знаете дека ќе треба да претходно да искомуницирате или преку фитките ако сакате тоа да го направите, повторно да искомуницирате прво со Тамара затоа што нели има броеви на чевли да нема Kangoo клуб Скопје. да нема проблеми за сето тоа. Тамарче, фала ти уште еднаш што ми се придружи. Фала ти Јосип уште еднаш на поканата. Ќе се гледаме сигурно уште неколку пати и се надевам следниот пат можеби ќе дојде уште некој со тебе кој што е исто се заљубил не сакајќи во сето ова и можеби ќе прераскажем уште некоја приказна инспиративна искуство. До тогаш на сите вас ви посакувам здрави животни навики, фала ви уште еднаш за вниманието и се гледаме во следна епизода. Се гледаме. Чао.